Ако до вчера прилепското село Клепач никој воопшто не ни знаеше дека постои, ниту пак некој знаеше да го најде на картата, тоа денес стана едно од најпознатите места во Македонија, особено кога станува збор за македонско-бугарските односи. Имено, Министерството за надворешни работи на Бугарија на привремениот шеф на македонската амбасада Владимир Крстевски му врачи протестна нота поради замена на, како што велат, бугарски споменик на војводата Велко Скочивирчето и неговата чета кој се наоѓа во ова село. Екипата на Сител денеска го посети селото Клепач и спорниот споменик кој што се наоѓа во црковниот двор. Станува збор за надгробен споменик во гроб каде почиваат останките на овие револуционери. Поразговаравме и со жителите на селото Клепач, а дел од нив беа и потомци на некои од загинатите војводи, но тие не сакаа да дадат изјава во камера. Жителите на селото Клепач, дел од нив потомци и на овие војводи кои што се напишани тука на овој споменик, велат дека споменикот е променет оваа пролет затоа што гробното место каде што почивале останките на војводите било комплетно руинирано и тие требале да добијат достојно вечно почивалиште. Исто така велат дека споменикот е заменет со македонско писмо, затоа што овие луѓе тука, според нив, се бореле и загинале за ослободување на Македонија од османискиот окупатор и дека на ова место никогаш ниту имало бугари, ниту некој од нив се борел за Бугарија. Жителите на Клепач велат дека стариот споменик не е искршен, туку само е тргнат и го чуваат во еден дел од црковниот двор. Според историчарот Зоран Богески, Бугарија врши политичка злоупотреба на целата ситуација, затоа што тој надгробен споменик не е културно богатство заштитено со закон и не подлежи на никакви посебни процедури, ако се интервенира врз него. Според Богески, не се спорни ниту напишаните презимиња кои што завршуваат на ски, затоа што и во овој дел Бугарија имала направено фалсификување на историјата. Интервенцијата на кој што е поставен споменикот во текот на Првата светска војна, самата бугарска држава тогаш извршила еден вид фалсификат со самиот текст. Сигурно Петар, односно Велко Скочивирчето, не се борел за обединување со Бугарија. Значи, вие кога ги гледате документите од многу локални преродбеници, вие навистина ќе ги сретните по име и презиме на ски, а во официјалните екзархиски документи е коригирано презимето на ов, така што и овие кои што се посочени револуционери и членови на четата кои што се загинати, да се направат теренски истражувања и доколку се најдат документи, пошто за други случаеви исто има, буквално ќе се документира дека навистина презимињата се на ски. Од МНР за сега немаат никаква реакција за протестната нота од бугарска страна.